Град Скопје и управата за извршување на санкции денеска подпишаа меморандум за соработка, со кој им се овозможува на осудените лица на полесни кривични дела, за кои е пропишана затворска казна до 3 години, да работат општо корисна работа во јавните предпријатија под надлежност на градот. Како што истакна градоначалникот на град Скопје Петр Шилегов, сторителите на полесни кривични дела ќе добијат втора шанса, што ќе се регулира со намалување на затворската популација. Со тоа почнува во пракса да се применува пробацијската служба, согласно законот за пробација донесен во 2015 година. Со подпишување на овој меморандум за соработка помеѓу градот Скопје и управата за извршување на санкции се поставуваат основите за соработката која што овие две институции ќе имаат во насока на јакнењето на казнено-поправниот систем и пробацијската служба. Целта е утврдување на взаемна соработка при извршувањето на општо корисна работа како вид на алтернативна мерка. Градот Скопје, со дел од своите јавни предпријатија и културни установи, се вклучува во создавањето на услови за примена и на формите и механизмите за хуманизирање на казнувањето. При тоа сторителите на полесни кривични дела, за кои што е пропишана казна затвор под 3 години или парична казна, ќе добијат втора шанса, што ќе се регулира со намалување на затворската популација. Обврските на осуденото лице при извршување на општокорисната работа ќе бидат усогласени со индивидуалниот план и програма изготвени од страна на пробацијската служба. Од управата за извршување на санкции оценуваат дека со ова во пракса почнува да заживува пробацијската служба. Директорот на управата за извршување на санкции Јовица Стојановиќ напомена дека овој денешен чин е исклучително важен за заживување во пракса на пробацијската служба, затоа што законот за пробација е донесен уште во 2015 година, а во 2016 година е со одложено действие, но до ден денешен тоа во пракса не функционираше. Со склучувањето на договорот со градоначалникот на град Скопје, сметам дека судиите дополнително ќе се охрабрат и ќе видат дека тоа навистина може да живее во пракса и веќе во наредниот период да имаме случаеви за практична реализација на општокорисната работа и другите мерки кои што се предвидени со пробацијската служба и казните кои што стојат на располагање. Во зависност од стореното кривично дело, осудениците ќе мораат општокорисна работа да извршуваат во период од 40 до 240 дена.